Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани медоми, добар ден. Ја свикам седмата седница на Советот на општина Росман. За работа на оваа седница, согласно присигнатите материјали од овластени предлагачи, а врз основа на член 6 од Деловникот на Советот на општина Росман, го предлагам следниот дневен ред. Пред да го ставиме дневниот ред, да го прочитам дневниот ред, го ставам записникот од минатата седница на гласање. Кој е за? 9 за. За денешниот дневен ред имаме извештај на Комисијата за финансии и буџет од државната седница на ден 18.2.2022 година. Да читам точките, Ана, или ти ќе станеш да си читаш твоите точки? Предлог одлука за учество на општина Росман во проектот во споставување на советувалиштен центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семено насилство. Точка 1/2. Предлог решение за давање согласност на одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на техничкиот персонал на јавното комунално предпријатие Росман од Росман за 2022 година. Точка 1/3. Предлог решение за давање на согласност на одлуката за вредноста на бодот на платите на јавните службеници во јавното предпријатие Росман од Росман за 2022 година. Точка 1/4. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства на ЈПГД Росман од Росман. Точка 1/5. Предлог одлука и заклучоци во однос на поднесени барања и физички лица. Предлог точка 1/6. Предлог буџетски календар на општина Росман за 2022 година. И точка 1/7. Предлог решение за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Росман за извештајот од период кумулативно за квартален од 1.10.2021 година до 31.12.2021 година. Точка 2. Извештај на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина и природата одржана седница на 18.2.2022 година. 2/1. Предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Росман за 2022 година. Точка 2/2. Предлог програма за изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документација во општина Росман за 2022 година. Точка 2/3. Предлог одлука за поднесени барања за поставување за бесправно изградени објекти, со кои бесправни објекти ќе се вклопат во идната урбанистичка планска документација за наведените локации. И точка 3. Предлог одлука за ажурирање на процена од загрозеноста на подрачјето на општина Росман од сите ризици и опасности. Дали некој има да го дополни дневниот ред? Повели Ватко? Како четврта точка, советнички прашања. Почитувани советници, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на општина Росман, почитуван председателе, не знам дали да го ставиме како точка или чисто да ве информирам, а може да го ставиме како точка па да дискутираме подоцна за истото. Како што гледате пред вас има материјали, договор и апликација кои што се на англиски јазик поврзани со управувањето со Теравино, проектот Теравино, кој што, или како што ние си го знаеме старото школо. Сите ние знаеме дека имаше спекулации кој и како треба да управува со Теравино. Јас, како градоначалник, и вие како совет, кој што се гризи за имотот на општина Росман, би сакал да ви појаснам. Значи, и во апликацијата, и во документот од она што можеме да го видиме, никаде нема обврска, како што слушавме и како што нашиот партнер во проектот Фондацијата Тиквички вински пат бара, да управува со Теравино. Значи, ни се зборуваше дека тие треба да управуваат со проектот 7 години, меѓутоа, од онаа што го разгледавме и што го проверихме и во апликацијата и во сите документи кои што ги имаме, конкретно за проектот, кој што е наследен проект од претходните 20 градоначалници и од координаторот на проектот, нигде не сретнавме одредба каде што
треба да управува Тиквишки вински пат со проектот Ера Вино. Затоа сакав ова да го изнесам пред вас, советниците и пред сите граѓани на општина Росуман и заеднички на некој начин да се договориме или да видиме што ќе правиме со управувањето на Тиквишкиот вински пат. Значи, за жал се извинувам што сега документот е на англиски, меѓутоа се што имаме како документ во врска поврзано со проектот е на англиски јазик. И затоа би сакал да знам дека не можете сега да го разгледате, дали да го ставиме како точка за некој нареден совет. Сега во меѓувреме може да ги земите овие, ќе ги преведиме, ќе ги видите, меѓутоа сакам да кажам дека немам намера и не планирам да подпишам договор со кој што на некој друг ќе му дадам да управува со нешто што е во собственост на општина Росуман. Благодарам. Hvala, Граѓанче. Значи, ќе ставиме дополно на дневниот ред дали да прифаќате за советнички прашања точката или целосно точката како дали да прифаќате советнички прашања? Да. Точка или за регуларна седмица? Не, ова советнички прашања има од Владко. А точката од градоначалникот ќе одложиме за нареден пат, затоа што имаме да се преведе, судски преведувач да го преведе, да може да го преведе како што сака. Со печат со така да го разгледа. Добре, значи предлогот на градоначалникот да се направи превод од англиски на македонски, на кај судски преведувач, да ги имаме превод од сите како што треба. Па после да го разгледаме како треба да биде. Добро, значи тогаш го ставам целосно дневниот ред. Чекај, веќе праша во душите. Па да сега, кои се советнички прашања? Ајде сите сме. Не, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 за, кои се има ли некои против? Нема воздржани? Троица. Го ставам на гласање дневниот ред, кој е за? 9 за. Викам председателот на Комисијата за финансии и буџет се произнесе по нејзината точка. Почитуван градоначалник, почитувани колеги членови на совет, почитувани присутни граѓани на општина Росуман и присутни медиуми. Комисијата за финансии и буџет од одржаната седница на ден 18.2.2022 година до Советот на општина Росуман го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваа сите членови на комисијата, градоначалникот на општина Росуман и раководителот на одделение за финансии. На дневен ред на оваа седница беа утврдени 7 точки. Предлог одлука за учество на општина Росуман во проектот во споставување на советувалишен центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семејно насилство. По спроведената расправа, комисијата со 5 гласа за предлага советот да ја донесе предложената одлука. Во однос на втората точка од дневниот ред, барање од ЈПКД Росуман од Росуман, согласност на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на техничкиот персонал во ЈПКД Росуман од Росуман од 2022 година, комисијата со 5 гласа за предлага советот да ја донесе предложената одлука. Во однос на третата точка од дневниот ред, барање од ЈПКД Росуман од Росуман на согласност на одлуката за утврдување на вредноста на бодот на плати во ЈПКД Росуман за 2022 година за јавните службеници, комисијата со 5 гласа за предлага советот да ја донесе предложената одлука. Во однос на четвртата точка од дневниот ред, барање од ЈПКД Росуман за финансиска поддршка, по спроведената расправа, комисијата со 5 гласа за предлага советот да донесе одлука за одобрување на барањето за финансиска помош од 350.000 денари. Точка 5. Барањата поднесени од физички лица. Во однос на барањето, број 08-94/1 од 16.2.2022 година од Петар Настовски од Росуман, комисијата со 5 гласа за предлага советот да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 4.300 денари. Во однос на барањето, број 08-93/1 од 16.2.2022 година од Ѓоре Дурев од Кавадарци, комисијата со 5 гласа воздржани не донесе одлука за усвојување на барањето.
Во однос на барањето број 08-92/1 од 16.2.2022 година од Панде Несторовски од Росуман, комисијата со 4 гласа за и 1 воздржан предлага Советот да донесе одлука за одобрување на еднократна финансиска помош во износ од 8.000 денари. Во однос на барањето број 08-91/1 од 16.2.2022 година од Дејан Најдовски од Прилеп, комисијата со 5 гласа воздржани не донесе одлука за усвојување на барањето. Во однос на шестата точка од дневниот ред, буџетски календар за 2022 година, по спроведената расправа, комисијата предлага со 5 гласа за да биде донесен буџетскиот календар за 2022 година во форма како што е доставен до комисијата. Во однос на седмата точка од дневниот ред, квартален извештај за извршување на буџетот на општина Росуман за извештајниот период за квартал од 1.10.2022 до 31.12.2022 година. По спроведената расправа, комисијата со 4 гласа за и 1 воздржан предлага Советот на општина Росуман да донесе решение за усвојување на кварталниот извештај за наведениот период. Комисијата предлага Советот на општина Росуман да го усвои овој извештај во целост. Ви благодарам. Фала, председателе. Подиме точка по точка. Точка 1/1 предлог одлука за учество на општина Росман во проектот за составување на советувалишен центар за помош и поддршка на жртвите од родово базирано и семејно насилство. Дали некој има збор за оваа точка? Пошто никој нема збор за ова, ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. Втора точка 1/2 предлог решение за давање согласност на одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на техничкиот персонал на ЈПГД Росман од Росман за 2022 година. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој. Кој е за? 9 за. 1/3 предлог решение за давање на согласност на одлуката за вредноста на бодот на платите на јавни службеници на ЈПГД Росман за 2022 година. Има ли некој збор за оваа точка? Нема. Ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. Точка 1/4 предлог одлука за одобрување на финансиски средства на ЈПГД Росман од Росман. Дали некој има збор за оваа точка? Павле Павле? Благодарам, председателе. Почитувани колеги советници, почитувани жители на општина Росман, јас и на комисијата го прашав директорот зашо се парите. Директорот кажа дека за струја му требеле и во овој момент пред да донесеме одлуката би побарал 5-10 минути пауза да ги видиме белешките колку дука има за струја, па да видиме каква одлука ќе донесеме, колку пари што треба да донесеме. Благодарам. Добро, прифаќаме ли предлогот на Павле да имаме пауза? Нема потреба од пауза, јас задев картичка одевана да кратко само да. Одибањето беше за друга намена, па Душе се исклучно. да, нека се исклучи ако не. Исклучека, да, пауза. Значи, точката ја ставам на усвојување. Кој е за да му се доделат на комунално? Стави плюс таму де за да го задолжиме за нов премер да направиме на филм. Добро, се. Добро, тоа си го запишам он. Значи, тоа Не, си... нема. Тоа е, он си го збркне. Вас, ние не можеме да ставиме да. Ние само точката на гласање, дали да му дозволиме пари или не. Добро, добро. Кој е за барањето да му се доделат? Шпена од тебе. Значи го ставаме на гласање. Кој е за да му се одобрат пари 357,13? Да. Кој е за? 9 за. Шо? Добро, точка 1/5. Предлог одлука заклучок во однос на поднесени барања од физички лица. Дали некој има збор? Игорче? А дали некој бара збор за точката 5? Барања од приватни лица? Не, за Васко, за јавните службени, како му го. Го помина? го помина. Да. Не се помина, добро. Одиме со точка 1/5.
Јорчев, точка 1 до 5 одлука за заклучени одговорност на поднесени бари на физички лица. Дали некој има збор по ова бари? Нема никој ништо. Кој е за? Едно по едно? Да, точка 1 до 5. Там се пет бари. А 5 бари, читам бари или едно по едно? Не, ама го даваш и на на комисија, нели? Комисија, да, си беа на комисија. Тие Значи, тук има одбиени некои. Па добро, Јас сакам да гласам за ова. Против. па го гласам. Комисија. Значи, комисијата го одбила, бар јас сакам да сум за. Едно по едно. Ајде, 5.1. 5.1 во однос на барењето од Петар Насовски од Росуман. Комисијата со 5 гласа за предлага Советот да донесе одлука за одобрување на финансиски средства во износ од 4.300 денари. Кој е за оваа точка? 9 за. 5.2 во однос на барењето 8/93/1 од Ѓорѓи Дурев од Кавараци, комисијата со 5 гласа воздържани не донесе одлука за освојување на оваа барење. Да не има збор за оваа барење? Или кој е за вагање на 7 барење? Како комисијата. Воду, да, како што е одлуката на комисијата. Со 5 гласа воздржани, значи никој не гласал за ова, значи така оде комисијата. Што да го донесеме со дигање на рака, дека тоа го подржува од комисијата. Како што е? Така дека што Да, е значи комисијата го гласава 5 гласа воздржани, значи никој не гласал, не се задоволува средства за оваа барење. Джими, не сега че бидат може да държани паси. Добро, има пак ќе бидат воздржани. Не, Добро да ставаме на гласање. гласање. Ја да ставам на гласање како што е одлуката на комисијата. Славо. Кој е за? Да. Да. Дај барањето на како што го за Петар Настовски, гласат за Ѓорѓи Дурев. Да, тестото, водото барењето. Не како што на комисија. Комисијата предлага, значи, Добре да му се дават средства. кој е за да му се одобрат? Таму биле 5 воздржани, на сега не знаеш како ќе биде. Аха, да, кој е за да му се одобрат средства? Значи барањето тоа што бара Ѓорѓи Дурев. Добро, дако. Молим. Дали некој има да даде нешто за оваа гласање или го ставаме за да му се одобрат средства на оваа барење на Ѓорѓи Дурев? Има некој за? Никој. Некој против? Нема. Воздржани? 9. Джими, ти ја збркаш. Ама јас Јас сум сум за по комисијата. да му се дадат на човек, па еден за. Еден за, 8 против воздржани. Кога реков за, оде не кажете. Да. Па ти ја збрка работа, јас сум против Добро. одлуката на комисијата. Таа се одлука против. Во однос на барењето број 08/92/7 од Панде Несторовски од Росман, комисија со 4 гласа за, 1 воздржан, предлага Советот на донесе одлука за одобрување на еднократна финансиска помош во износ од 8.000 денари. Дали некој има збор за оваа точка? Не, ја ставам да гласување дали ли некој за, да се одобрат 8.000 денари на Панде. Па 9 Воздржан. Да. А воздржан. Значи 8 за, 1 воздржан. Точка 5/4 во однос на барењето од 08/97/7, 16/1/2021 година од Дејан Најдовски од Прилеп, комисијата со 5 гласа воздржани не донесе одлука за освојување на барењето. Зашто питаш едно се го ишчита некако и даде го директно, зашто се може? Ајде да го понесеме. Дали некој има нешто за оваа точка, нема ништо. Кој е за да му се дозволат нешто да му се дадат пари на овој човек? 1, 2, 3. Дали некој е против? Нема. Воздржани? 5, 6. 6 воздржани, 3 за. Точка 6. Следим се предано, че заставам на гласање оваа точка или сака шеф, да, буџетски календар. Во однос на 6 точка од дневниот ред, буџетски календар за 2022 година, по справедливен расправа комисијата предлага со 5 гласа за да биде донесен буџетски календар за 2022 година во формат како што е доставен до својот на општи Росман. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој. Не ставам да слушаме кој е за. 9 за. И
седма точка. Односно седма точка од дневниот ред, платна на извештај на извршување на буџет на општина Росман за известниот период од квартал од 01.10.2021 година до 31.12.2021 година. Дали некој има збор за оваа точка? Ја ставам на усвојување кој е за? 5 за. Дали некој има против? Воздржани? 4 воздржани и 5 за. Урбанизам. Извештај на комисијата за урбанизам. Задават на комисијата, Пене. Почитувани, Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата од одржаната седница на 18.2.2022 година до Советот на општина Росоман го доставува следниот извештај. На седницата на комисијата присуствуваа сите членови и градоначалникот на општина Росоман и Слободан Ѓелевски, вработен во општина Росоман. На дневниот ред за оваа седница на комисијата беа утврдени 3 точки во однос на кои комисијата расправаше и во однос на кои своите ставови и предлози ги доставува до Советот на општина Росоман во понатамошна постапка. Прва точка. Во однос на првата точка од дневниот ред, предлог програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Росоман за 2022 година, комисијата со 4 гласа за и 1 воздржан предлага Советот да ја донеси предложената програма. Во однос на втората точка од дневниот ред, предлог програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росоман за 2022 година, комисијата со 3 гласа за и 2 воздржани предлага Советот да ја донесе предложената програма. Во однос на третата точка од дневниот ред, предлог одлука за поднесени барања за постапување на бесправно изградени објекти, со кои бесправните објекти ќе се вклопат во идната урбанистичка планска документација, за наведените локации, по спроведената расправа, комисијата со 5 гласа за предлага да биде донесена одлуката во однос на барањето на Делта Метал Дојел Росоман од Росоман и Илија Голубовиќ од Росоман. Комисијата едногласно предлага Советот да ги донесе предложените одлуки. Благодариме, Пене. Програма за работа во област на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија под раѓањето на општина Росман за 2022 година. Дали некој сака збор за оваа точка? Не. Дали ставаме на усвојување кој е за? 9 за. Точка 2/2. Предлог програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росман за 2022 година. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој. Ставам на усвојување кој е за? 8 за, некој против? Воздржан? 1. Точка 2/3. Предлог одлука за поднесени барања за поставување за бесправни изградени објекти, со кои бесправни објекти ќе се вклопат во идната урбанистичка планска документација во наведените локации. Дали некој има збор за оваа точка? Нема никој. Не. Кој е ставено на усвојување? Кој е за? 9 за. И точка, одиме со точка 3. Предлог одлука за ажурирање на процена
на загрозеността на потрачите на општина Росман од сите ризици и опасности. Дали некој бара збора за оваа точка? Нема никој. Ја ставам на усвојување. Кој е за? 9 за. И четврта точка, советнички прашања. Мора пауза 5 минути, може ли? Може. Пауза. Одиме со четвртата точка, советнички прашања. Кој е за? Поле, господине Латко. Не, кој е за да постави прашање на началникот? Па за да ставиш прашање, чим тоа да ја кажу. Клиент за прашање, ајде. На 14.12.2021 година имам поднесено барање по архивски број 03547/7 за изграда на асфалтна база. Ми немате одговорено. Која града асфалтна база, што има преземено и дали е поднесена кривична пријава? И второ прашање, кога ќе се исплати паушалот од септември месец 2021 за советниците? И зошто не е пуштен до сега? Ајде, поле, началник. А не ли може прашање? Дали има? Ајде, још. Не знам да се собере да памтиш, ајде, не едваш. Прашање бил еден од повеќе граѓани на општина Росуман. Инсистираа да го поставам прашањето јавно пред медиумите и конкретно на градоначалникот и за општинската администрација, предвидејќи денеска имам информација за дека владата на Република Македонија заседава за обештетување на земјоделците. Или е дезинформација, не знам. И таа група на граѓани прашуваат за 2020 година чија е одговорноста, дали е на општинската администрација или на поединци или на минатиот градоначалник заради некомплетни документации. Значи луѓето доаѓале овде, барале помош, се потпунувале формуларите, се испраќале и на 90% од тие луѓе документите се основани како неточни, како ова фалело, тоа фалело. Значи, чија била одговорност се сакале да слушнат од градоначалникот и од општинската администрација. Тоа е едното прашање. И прашање број 2. Советниците на ВМРО ДПМН и коалицијата во континуитет ги поддржуваат изградбите на актуелниот градоначалник, комуналните изградби, така да тоа е сето окей. Даваме поддршка, но сакаме да кажеме гласно тука и протестна нота од понеделник да се сериозно свати насип подпорен зид на гробните места. Значи, градоначалниче, група на граѓани, тоа е сите од општина Росуман, се веќе некако како поисплашени, ги фаќа паника за недоволни гробни места, па јас еве како советник би те советувал да дадеш приоритет на тој проект, заради тоа што ние и во изминатиот состав и во твојот претходник 3-4 години го дискутиравме тоа прашање, 3-4 пати носевме одлуки на совет, но таа одлука стои се уште под тепих, па затоа нека се стагнираат оние зафати на централното подрачје, уредување на централното подрачје, да се отпочне подхитно ова мини проекти, како да го кажам, го дискутиравме пред еден совет или два совети. Доколку не се започне, дека малку ќе бидеме по-грозни од настапот на делување од оваа говорница. Значи, апел да се почне, да се даде приоритет таму. Ќе се. Ајде, пример, да не имаш збор, поле збора? Почитувани, че искористам на минатиот пат поставиш 3 прашања на градоначалникот, сега ќе ги поставам па истите 2, бидејќи нон-стоп жителите повторно виката гледале седница дека и градоначалникот кажа дека од 1 март со превозот ќе бил решен и затоа сакам да каже градоначалник докаде е таа работа, дали ќе биде како што го кажа он или ќе остане па да нема превозот. И луѓето знаете дека нема со што да патуват и се изложени на големи трошкови со таксиња одат. И
Второто прашање ми е, значи околу телефоните ве прашав, ми кажате дека таа наредната недела ќе биде, но еве еден месец помина више, а нема ништо од телефоните. И дали имате ви заменов апарат, а ние немаме никој. Благодарам. Дали некој има друг прашање? Нема. Кој е началник? Почитувани граѓани, почитувани членови на Совет, почитувани вработени во Општинската администрација на Општина Росоман, во однос на првото прашање за асфалтната база на советникот Владко Трајков, вие ми поставивте прашање кога што јас добро се сеќавам, дали во врска со градената дозвола. Имам поднесено барање за стопирање за изграда на асфалтна база. Такво барање доки мене не е стигнат. Ја ве замолувам после седницата. Барањето не ми е тука, ево го најди го напиши го архивскиот 03547/7 Запиши го архивскиот. на 14.12.2021 година. Ќе провериме, запишете го. Нула 3.547/7. Ќе провериме барањето. 14. Ќе провериме во архивата и ќе ви известиме. И ќе ви информирам и писмено и на наредната седница ќе ви одговорам и устно. И за второ прашање? Во однос на второто прашање, тоа е нешто прашање кое што е пред започнување на мојот мандат, кое што не е поврзано со мене и за кое што одговорот не е кај мене. Во однос на прашањето на советникот Јованчи Јошев, во делот за дали денеска е точка на дневен ред на владата, јас не можам да одговорам, тоа може да го одговорат службите на владата. Во однос на штета за 2022 година, за која што морам да споменам дека после многу години, конечно, една власт беше одговорна и излезе во пресред на барањето за оштетување на земјоделците. За тоа дали се направени пропусти и какви пропусти се направени, кој има одговорност, кој нема одговорност и дали има одговорност, јас не сум ниту јавен обвинител, ниту судија да судам, да бранам. Впрочем, сето тоа што е тогаш случено во 2020 година, јас не бев ниту градоначалник, ниту член на комисија и сметам дека одговорност нема и ние ниту сме надлежни, ниту можеме да ниту јас можам да барам од некога одговорност, затоа што сепак тоа не е работа на градоначалникот. Надлежноста не ми е да бидам во исто време и истражен орган и во однос на гробното место, тоа ви беше второто прашање. Подпорен зид. Подпорен зид. Значи, веќе работиме на конкретно решение и за одводнувањето. Има таму и веќе се распрашаме, има и приватни парцели, каде што би можеле да се прошират. Доколку со одлука на Советот тоа го одобриме, да се прошират гробиштата. Значи, во текст сме и со проблемот и работиме на решение. Жално е што ова е едно старо прашање кое што досега би требало да биде решено, меѓутоа ете не е решено и јас сум сигурен и уведен дека заедно со вас сите оваа година ќе го решиме тоа прашање. Знам дека тоа е едно од најболните прашања, тешко прашање, но ќе го решиме и ви гарантирам затоа што работиме на решение. Може и вие после седницата, сега ради во интерес на времето, да останете и да ви кажам на сите докаде сме, како сме и што ни е едно од можните решенија кои што секако пред да ќе бидат презентирани пред вас. Во однос на превозот на советникот Павле, да, кажав и минатата седница дека од 1 март ќе има превоз. Ќе одржиме и уште една седница пред 1 март, на која што ќе ви известам и за ситуацијата со комета на општина Росоман, со тоа до каде и како може да се движи, согласно закон, согласно прописите за транспорт, согласно законот за патен сообраќај. И од 1 март... Кога таа седница ќе биде? 1 март до 3 дена? Епа...
После 1 март. 1 март ќе има превоз, ама нема да биде со комбето. Верувам дека прашањето е во таа насока. Дали нашето комбе може да врши транспорт, да држи линија на некој начин. Предпоставувам дека тоа ви е прашањето. Да, да. Не е битно за сите населени места, не е за Цирков, дали е Манастир, дали е Крстник, дали е Камен. Целта е да донесеме решение кое што ќе биде добро за сите граѓани, кое што нема да биде скапо решение и кое што ќе биде во интерес на сите граѓани. И за тоа мора сето тоа заеднички да го носиме. Гледате дека некои општини моментално кажува дека имат решение на исти проблеми како нашите со превозот, меѓутоа на теренот се случува друго и граѓаните не задоволни. Јас не би сакал да носиме некое решение кое што нема да биде во интерес на граѓаните и кое што граѓаните нема да го користат. Во однос на петто прашање, не. Ви кажав дека во постапка треба да распишеме нов оглас, тоа може да ви го подетално образложат од службите. Што и како се случува. Да, броеви имам, броеви ќе... Ти имаш семејата? Немам телефон за мене. Броеви дали имате? Не. Да му се дадат броеви. Броеви ќе ви дадеме, броеви за маме ќе ви дадеме, да. Броеви сега може. Да, После да. седмица можеш да си земеш броеви. Пак сега, чија iPhone ќе го носиш ако немаш број сега? Мој, лично мој, да. Можеш ли да ни кажеш документ дека е твој? Моментално нема, ќе ви донесам документ. Донеси. Ама, вие тврдите дека сум земал телефон, така? Така има гласови дека си земал телефона, за Добре. другите нема. Само ти си земал, за другите нема. Добро, не те питав тебе сега. Не те питав тебе сега, ще питам. Сега ти чуo да говориш на това за Во ред, не е проблем, во ред. Сега кој ќе одговора? Кој е тогаш те е градоначалникот, не си ти, кој е тогаш надлежен за тоа? За паушалот од септември месец. Да ги чекаме малку. Ватко, Одговор. јас ќе го прашам на шефот. Значи во однос на паушалот јас ви кажав. Тоа е мојот став. Јас сега ќе прашам. Ви благодарам. Почитувани колеги, почитуван градоначалник, почитувани медиуми. Значи, пошто јас сум од старата екипа советници, мислам дека за тој паушал што Владко го постави прашањето, треба да одговоре прво шефот, потоа да ни одговорат може најдобро да тоа биде писмено правната служба, а на крајот мислам дека градоначалникот треба да го подпише тоа барем за тоа што таа седница беше правилно одржана и си беше редовно како што требаше да биде. И затоа тој паушал треба да биде пуштен за сите советници кои беа на таа седница. Ви благодарам. Ајде шеф, ако сакаш нешто кажеш ти. Почитувани советници, почитуван градоначалник, за исплата на таа седница требаше да се подпише налог од претходниот градоначалник. Претходниот градоначалник не го подпиша тој налог од некои си причини, за тоа што седницата е одржана за време на распишување на избори, во време на изборниот молк, така да не сакаше да го подпише, а за да се исплати одреден налог или одредена сума на било кого, исклучиво и само исклучиво тој налог треба да го подпише градоначалникот. Ни раководител ни благајник, ни било кој вработен во општината нема таа надлежност. Исклучива надлежност е на градоначалникот и он располага со средствата на општината Росен. Така да тој налог, тоа плаќање не го подпиша градоначалникот. Од тие оправдани или неоправдани не завлевам у тој контекст, не се подпиша и до ден денеска не е исплатен. Не е одговорност ни на раководител на финанси, ни на сегашен градоначалник, тога од тие причини не се поднесе и се уште не е исплатен тој паушал. Не се исплатени ни сметката што е направена, ми се јави директорката од Перетошев, фактурата се уште стоела, дал да плача, што советот ја направил тога и ваквото. Моето објаснување беше дека не знам за такво нешто. Шефе, за мене само не е јасно тука зашто градоначалникот ги подпишува сите налози. Значи, дали тој градоначалник што бил или сегашниот градоначалник треба да го подпише тие налози. Тоа се налог ако не платено
дел обврска на општина што не е платена. Што ќе се деси ако сите советници поднесат тужба против општина Росман и во тој дел општината да падне? Ваше право. Океј. Дали некој друг има прашање? Штом нема никој, ја го iscrpиме дневниот ред за оваа седница и со ова ја завршуваме седницата на Советот на општина Росман. Благодарам на присуството.